А мерните станици во Куманово повторно и оваа грејна сезона покажуваат зголемена концентрација на PM10 честички во воздухот. Старата, актуелна тема и за кумановци се верува дека спасот е во гасификацијата. Но оваа тема утрово колешката Елена Георгиевска од Куманово се надоврзува. Елена, добро утро. Добро утро по втор пат. Токму така почна новата грејна сезона, меѓутоа остана стариот проблем, аерозагадувањето. Веќе во вечерните часови се чувствува одредена непријатна миризба и чад на дел од локациите низ градот. И мерните станици кои што од пред неколку години ги постави општината на 6 различни локации покажуваат одредено ниво на загадување. Според параметрите највисоко покачување всушност на PM честичките има на локациите кај основното училиште Магдалена Антова во населбата Карпош, меѓутоа и кај средното техничко училиште Наце Буѓони и улицата Бајрам Шабани. На останатите локации, според параметрите, квалитетот на воздухот е добар. Според последно изработениот мониторинг за квалитет на воздух во Куманово, најголемо учество во аерозагадувањето има согорувањето на биомасата. Покрај затоплувањето во аерозагадувањето учествува и сообраќајот. Најголеми пикови на аерозагадување пак се евидентирани во периодот декември-јануари, а најчисто е во летните месеци. Инаку Куманово заедно со уште неколку други градови е дел од проект на UNDP насловен ЕУ за чист воздух, па во рамки на сето тоа градот ќе добие одредени финансиски средства за подобрување на животната средина. Имено надлежните одлучија дел од тие финансиски средства, освен за мониторинг за квалитетот на воздухот, да се пренаменат и за затоплување на природен газ на неколку јавни установи. Меѓу нив се и средното техничко училиште токму Наце Буѓони, како и ученичкиот дом професор Мијалковиќ. На оваа тема поразговаравме со директорот, па да слушнеме докаде е гасификацијата на овие објекти. Во соработка со општината Куманово, гасификацијата на нашето училиште, таа е во тек. Никогаш досега, немаме користено ваков енергенс, имавме користено енергенс нафта, зборам за главната зграда кај што се изведува наставата, а сега со оваа гасификација имаме главната зграда е фатена, новата училишна спортска сала што ја направивме пред 3-4 години, за прв пат воведуваме грејење во новата сала и работилницата која до пред некоја година се грееше на дрва. Голема работа и фактички многу битно за одвивање на еден современ наставен процес со овој енергенс. Да, тоа беше изјавата. Инаку од наредната година уште 7 други останати институции бе требало да го пренаменат затоплувањето на природен газ. Гасификацијата е една од клучните мерки за кои што се залагаат надлежните од Куманово за справување со овој значаен проблем на кој што не е имуна ниту најголемата општина. Изминативе години се реализираше и една мерка аеросолизација, се прцка улиците, а секако тука е и пошумувањето, се реализираат акции за пошумување. Инаку општината веќе неколку години има усвоено и план со краткорочни и долгорочни мерки со цел справување со овој проблем. Студио. Елена, благодариме за ова линковско вклучување. Грејната сезона почна, со тоа и аерозагадувањето во Куманово. Ги слушнавме информациите кои што ни доаѓаат од оваа општина поврзани со оваа тема.